Вашите домашни миленици се секојдневно изложени и има опасност да се заразат со некој паразит или да бидат заразени со болести. Редовната заштита од надворешни паразити и редовното прочистување од внатрешни паразити е единствениот начин да бидат здрави. За секоја промена кај нив консултирайте ветеринар, бидејќи навремената реакција е клучна за животот на вашиот миленик. Сакаме да направиме некоја навика кај сопствениците да почнат да ги носат нивните миленици на контролни проверки. Контролна проверка значи дека тие треба да направат еден контролен преглед на миленикот, најчесто од 6 месеци до 1 година. И покрај тој контролен преглед ние препорачуваме се направи исто така и крвна слика и биохемиска анализа. Те се параметри кои што најчесто ни покажуваат ако има индикација на некакви заболувања. И се основните параметри кои што се прават при прегледот на милениците. Крвната слика и биохемиската анализа најчесто знаат да ни покажат дали пациентот има некакви промени во параметрите, во крвните параметри или биохемиските параметри, а тоа нас е најчесто индикатор дали има потреба дали има некакво заболување кај пациентот или треба едноставно се продолжи со истиот третман како што се било досега. Покрај овие две анализи, исто така брзите анализи кои што ни помагаат во дијагностицирање, најчесто исто така ги препорачуваме се прават во зависност од годините и расата која што имаат. Вичек, тоа ни е еден апарат кој што ние го имаме тука и ни помага да ги одредуваме хормонските заболувања кај животните, како што се проблеми со тироксинот, со кортизолот, со прогестеронот, и ако имаме и тумор маркери за срце. Покрај основните прегледи што ги имаме и превентивата кај животните, ние имаме доста често и операцијски зафати, хируршки зафати да речеме, и најчесто собствениците еден од проблемите што го имаат е стравот од тоа се воведе миленикот под анестезија, бидејќи некогаш не им е доволно објаснето и не се доволно информирани што значи поточно анестезијата. Секогаш пред да настане некој хируршки зафат, тие треба да потпишат согласност за анестезија, со тоа тие ги читаат последиците кои што би се појавило од анестезијата. Анестезијата, секако, мислам, животните се воведуваат во анестезија, претходно има основен клинички преглед, крвна слика и биохемија, потоа се прави хируршкиот зафат ако се ова претходно било во ред. При земање на миленик најчесто треба да се внимава дали на почеток миленикот е прочистен од паразити. Тоа е најбитното нешто да го прашуваме ние. Милениците, кучињата се најчесто се прочистуваат од 40 до 45 дена од паразити, додека мачките се прочистуваат на месец и пол, во зависност од тоа кога почнуваат да јадат, колку качуваат на килажа и слично. Сега ние најчесто ги прашуваме кај нас кога се земаат милениците, најчесто се земаат од странство и ги прашуваме дали се сигурни дека таму каде што го земале миленикот, тој миленик е прочистен. Бидејќи најчесто знаат да покажат на пасош дека се прочистени или дека имаат вакцина, доаѓаат тука непрочистени или без вакцини. Првата вакцина ја примаат најчесто кога се наоѓаат уште кај мајката. Потоа, откако ќе ги зема собствениците кај нас доаѓаат, гледаме кога е земена првата вакцина и 3 недели после првата вакцина иде втората вакцина. После втората вакцина имаме уште пак 3 недели и третата вакцина. Најчесто собствениците во овој период е тоа што прават грешка, што го шетаат миленикот надвор, а не го чуваат дома како во карантин. Бидејќи сега е сезона кога најчесто на есен е сезоната кога се развиваат кога има доста вирусни заболувања надвор, милениците доста се шетаат во парковите има доста голема фреквенција на миленици и знаат најчесто да настрадаат од овие вируси. Вирусот кој постои цела година, од кој што страдаат најчесто милениците, кучињата конкретно е парвовирусот, тој знае да биде доста фатален за нив. Се манифестира со нејадење, со диареја, доста нагло почнуваат да прекинуваат да јадат, повраќаат, дехидрираат и најчесто знае да биде фатален, посебно за кучињата кои што немаат примерно 2 до 3 дози на вакцина. Освен парвото, друг тригер кој што може да направи диареја, најчесто собствениците идат кај нас на есен, се паразитарните заболувања. Ти знаат да бидат тригер за појавување на вирусните заболувања исто така, бидејќи знаат да го намалуваат имунитетот и со тоа да се појавуваат вирусните заболувања. Другите вируси ги имаме и заразна кучка кашлица, која што знае да се појавува овој период, бидејќи во овој период исто како нас кај милениците знае да опадне имунитетот поради наглата промена на температурите. Најчесто се даваат суплементи исто како кај луѓето. Даваме суплементи за поддршка на имунитет и за поддршка за развој на самиот организам. Посебно ако тој организам е доста млад и му треба во момент каде што тој се развива и создава имунитет. Тоа што доста пожелно се даваат некои суплементи кои го зголемуваат имунитетот. Кога ќе се одлучите да чувате миленик, внимавајте на карактерот, бидејќи тој треба да биде ист со вашиот за да се прилагоди во домот, заедно со вас и семејството.